Факултетот за образовни науки ги отвара вратите и за надворешни соработници, за луѓе кои што се не се директно поврзани со факултетот, но и тоа како се поврзани и со работата. Знаете, Факултетот за образовни науки е мултидисциплинарен факултет и една ваква манифестација, ваков настан, изложба, мислам дека ќе дадат придонес во неформалното, така да кажам, образование на нашите студенти. Факултетот за образовни науки ќе продолжива во оваа насока, неговите врати ќе бидат отворени за настани и надвор од факултетот за луѓе, креативци, како што е денешната изложба на магистар Стојан Чевеличковски. Прво сакам да ја поздравам идејата на деканот на Факултетот за образовни науки да ја приближи уметноста до академската средина, и ова е една од првите изложби, да речеме. Планираме и некои други изложби за наредната година. Јас не сум дел од Факултетот за образовни науки, сум бил, меѓутоа сега помагам како волонтер, да речем, аматер, фотограф, и давам поддршка на ваквите изложби. Ова е малце не секојдневна експериментална фотографија, имате прилика да ја разгледате, ги поканувам сите што може да дојде да ја видат. Инспирацијата, фотографите ја наоѓаат на секаде, но конкретно за фотограмите ова инспирација и развојот на оваа инспирација започна од пред 20 години. Требаше да се зашлемам на една професионална фотографија Better Photo, каде што требаше да приложам 5 фотографии во различен стил со конкретно зададена тема, и една од нив беше блур ефектот. Во разработка на тој блур ефект јас продолжив 20 години да експериментирам на почетокот и дојдов до некои проучувања како порано се работеле класичните фотограми со обичен апарат и со обични осетливи филмови. Отпосле во првите 5 години веќе дојдов до некој начин да можам да се вклучам и со некои своји креативни ефекти, што во почетокот ги запишував, а после тоа почнав да ги применувам. Во наредните 5 години јас почнав да создавам, да ги лоцирам тие светлосни ефекти и да почнав веќе и да цртам со специјалната техника, премина веќе во стилот на динамични фотограми. Ова изложба што ја гледате сега е една селекција од 50 дела со кои што пред 5 години конкурирав во Министерството за култура и ги добив како проект, и била изложена во Неготино, Крива Паланка, Кочани, Делчево, Каменица и уште 3-4 градови во Македонија. Повторно ќе експериментирам сигурно. Ова е еден дел од моето творештво, креативно творештво, инаку јас се занимавам и со хералдика, што ми е една од најомилените теми за креативно изразување. Исто така работам со дизајн на филмски плакат, на театарски плакат, на манифестации, но ова испадна една голема љубов што ќе продолжам да ја развивам, и следно што би направил една публикација во која што ќе ги специјализирам, конкретизирам сите ефекти од областа на фотограмите. Како може еден правец у фотографијата, кој што е стар класичен фотографски правец, што на времето фотограмите настанале, дури Пикасо работел фотограми. Тоа било да ставите некаква пречка врз осветлива фотохартија, што наликува на традиционалното бојадисување на великденски јајца. Ако ставите детелинка, во тој дел каде што нема да продре бојата, ќе остане детелинката. И сега на тој начин, за разлика од овој дел на динамичните фотограми, сите се настанати ноќно време со избор на одредена светлина, и она што е карактеристично во мојот стил на изразување, сите овие ниту една не е настаната на статив. Сите се направени од рака и сите се направени со виртуелни
брзи движења, но тие движења секогаш апаратот морал да биде насочен кон светлосниот извор, затоа што ако излезе надвор од кадарот, ќе го немате. Ова значи дека ова е комбинација многу повеќе на вештина, на маневрирање, жонглирање, не знам, специфични движења кои што сум морал дури и да ги специализирам и да ги дефинирам, за да можам јас самиот да се надградувам. Ова наликува како да речеме во спортот, кога имате во каратето кати, вие веќе имате замислен противник, но вашите движења вие однапред ги знаете. Како ќе се движите, како ќе се одбраните, кој дел го изведувате, како тоа ќе го изведете најдобро, најпрецизно и најефективно.